Денеска ми представува особена чест што во мое лично име, во името на владата, имам прилика да им честитам на Стопанската комора на Република Македонија, а воедно и као подпредседател на Стопанската комора на Република Македонија, 97 годишнина од нивното постоење. Комората е една од организациите која што е најстара во годината и мислам дека ретко која организација може да се пофали со 97 годишен јубилеј. Јас комората ја препознавам како место каде што се развива македонската економија заедно со сите останати комори. Меѓутоа, ова е комората која што дефинитивно има најголем број на членки и членки кои што го носат најголемиот дел од бруто домашниот производ во Република Македонија. Денеска беа доделени одредени награди на стопанственици за разни области. Јас ја користам приликата на сите нив да им честитам и се надевам дека тие компании тоа ќе им биде поттик за уште поголеми успеси. Јас мислам дека зборот е груб и мислам дека владата направи квантен скок во делот на енергетиката со носењето на законот за енергетика. Ако ја прочитате внимателно изјавата на господинот Копач и соопштението што е ставено на веб страната на енергетската заедница, напротив ќе видите многу пофални зборови за владата и дека владата на некој начин е лидер во делот на енергетиката и во реформите во регионот. Она што треба да се направи е да се реши проблемот за складирање на нафтените резерви на државата во складиштата на приватните компании. Тоа треба да се направи со уредба во Министерство за финансии. Таа уредба се подготвува. Има и препораки за вредност и цена и тоа прашање ќе биде решено. Точно да, се касни со одредени подзаконски акти, меѓутоа мислам дека е многу поважно да тие бидат квалитетни отколку да бидат брзи. Она што сакам да го кажам, најголемиот дел од подзаконски акти кои што имаат реален импакт во енергетиката, тоа се во делот на обновливите извори на енергија и тие се донесени и тие практично се веќе во функција и во снага, како што се и правилникот и уредбата и одлуката кои што треба да ги донесе Министерството за економија и владата, и тие овозможуваат градење на фотоволтаици, за што тендер ќе излезе до крајот на март оваа година, подготвен заедно со ЕБРД, со Европската банка за обнова и развој, и тука сакам да најавам дека ќе се ослободи простор и за градење на фотоволтаични електрани и на државно земјиште, но и на приватни земјишта, доколку некој тоа го има планирано, ќе го возможиме истото. Исто тука се ослободува простор за биогаз, за ветерни електрани и мислам дека тоа е еден револуционерен исчекор во делот на енергетиката после долгогодишен застој. Сведоци сте дека деновиве треба да се отвори нов тендер за мали хидроелектрани, 22 на број, со што отприлика се исцрпува можноста за мали хидроелектрани во државата, бидејќи такви можете да направите толку колку што имате планини и реки, односно природни ресурси. Дали за нафтените резерви може да, бидејќи имаме најниско ниво, имаме и 35% помалку од потребните, дали тоа може да закрути функционирањето? Дали видете, со оглед на тоа дека не постоеше уредба со која што се складираа нафтените резерви и компаниите не сакаа да примат нафта и нафтени деривати во тие резервоари, пари за купување на резерви на нафта и нафтени деривати има во дирекцијата за складирање на нафтени деривати, така да нема никаква грижа. Ние апсолутно имаме со збир на она што го имаме како течност во резервоарите, како нафтени деривати, она што го имаме како средства на сметката на дирекцијата, ние апсолутно сме најдобри во регионот. Како председател на Комисијата за економски систем во владата, неколку пати предложив до владата заклучок во кој што ова уредба треба да се донесе во октомври и во ноември месец, со што беше задолжено Министерството за финансии ова уредба да се донесе. Тоа работеше Министерството на уредбата. Минат пред, мислам, од прилика 10 дена имавме состанок со компаниите од нафтениот сектор, Министерството за финансии, премиерот и јас, на кој што донесовме заклучок, понудивме одредени вредности и цени. Знаете дека уназад со години
е плаќано нула, практично ништо за складиштењето на нафтени деривати. Ние предложивме одредена цена, мислам дека сме блиску со компаниите да дојдеме до решение за вредности. Премиерот веќе најави повторно зголемување на минималната плата. Стопанството се жали дека и претходното зголемување има на товар, меѓутоа од друга страна извештајот на Евростат покажува дека во јануари само Албанија имала пониска минимална плата од Македонија. Кога може да очекуваме да се зголеми минималната плата и на колку ќе биде? Видете, платите во Република Македонија ќе растат како резултат на реалните состојби на пазарот. Платите во Република Македонија не растат само заради зголемување на минималната плата, него повеќе растат како притисок и тоа од три аспекта. Прво, од еден аспект што се отвараат нови работни места. Знаете дека само минатата година, односно до сега има потврдено 18 директни странски инвестиции, односно нови фабрики, кои што ќе запослат околу 4.500 луѓе. Исто така, значи, и македонската економија запослуваше интензивно во претходната година. И тоа се двете причини заради кои што ќе има недостаток на работна рака, а воедно еден добар дел од луѓето се иселуваат, што секако треба да направиме да престане. Таквите околности пред се ги зголемуваат платите во реалниот сектор и во реалната економија.